директно. Добро вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосаѓевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, вечерва последна за оваа работна недела, која што ја поминуваме, се разбира главно фокусирајќи се на она што се случува на Блискиот Исток, сите релации поврзани со војната меѓу Иран и Израел, од повеќе аспекти ги разгледуваме сите прашања и инволираноста на Соединетите американски држави, на Русија, на Кина и така натаму. Вечерва ќе се обидеме да на сето тоа да му дадеме една условно кажана македонска жица, од проста причина што имаме македонски граѓани кои што се наоѓаат на Блискиот Исток и кои што треба да се излечат од тамо. Меѓутоа и генерално ситуацијата во светот така се развива на едно, би рекол, невидено агресивно темпо, што е навистина како држава мора да имаме одговор, да бидеме подготвени што и како ќе правиме во било која варијанта под било кои околности, бидејќи впрочем ако тоа не знаеме да го направиме, тогаш каква држава сме. Во таа смисла вечерва мој и ваш гостин е заменик министерот за надворешни работи и надворешна трговија, господинот Зоран Димитровски. Добар вечер. Добар вечер, поздрав до вашите гледачи. Господин Димитровски, за почеток, почнавме да ги излекуваме македонските граѓани од Израел. Ако не се лажам, 28 вкупно се пријавија дека сакаат да се излечат, веќе некои од нив се излечени, дел се на пат, ако не се лажам, нааму, па ме интересира колку е тешко во вакви околности, кога една држава објективно е во војна, и тоа во војна која што ескалира и која што е можеби без преседан, да се направи напор од страна на мала држава, да ги излече на време своите граѓани кои што бараат помош, нешто сакаат да си дојдат дом. Да, прво треба да се каже дека Израел и покрај тоа што веќе подолг период се наоѓа во војна, нели знаеме и војната во година и 7-8 месеци. Од октомври 23 година, 7 октомври. Голем дел од странците што се во Израел и граѓаните не чувствува потреба да се евакуираат. Сега зборувам за периодот, нели, дека Хамас гаѓаше со проектилите, Хезболах и така натаму. Не чувствува толку голема опасност. Зошто не чувствува толку голема опасност? Затоа што прво стануваше збор за проектили кои што не може да ги пробијат скривниците, односно оние засолништа, каде што кои што се некаква обврска при сите градби во Израел, и тие се доволно безбедни места за овој тип на проектили кои што ги употребуваше Хамас и Хезболах. Сега гледаме една ситуација во ова воена пресметка со Иран, нели, каде што паѓаат балистички ракети, некои дури од хиперсонични ракети, сосема поинаква, кои се сосема поинакви, кои што навистина не само што рушат згради, туку можат дел и да пробијат засолништа, оние што се елементарни засолништа, не зборувам сега за некои од нуклеарен карактер и така натаму. И веќе станува навистина, гледаме и загинати, многу повредени на дневна основа. Така што веќе станува опасно да се живее во Израел, и сите препораки на на Министерството за надворешни работи на различни држави, на своите граѓани им советуваат да доколку, нели, сакаат да бидат евакуирани. Мала држава како Македонија навистина има ограничени ресурси, но за среќа па немаме толку многу наши граѓани кои што живеат во Израел, иако дел од нашите кои што се во дипломатско-конзуларните представништва, да речеме, ние имаме неколку луѓе таму, тие, нели, за сега, во зависност од тоа каква одлука ќе донесе и дипломатскиот кор, на другите држави, амбасадите, дали се чувствуваат безбедно. Сега за сега се тамо, нели? Сега за сега се тамо, не се повлекуваат и се разбира дека треба да им помогнат на нашите граѓани кои што сакаат да се повлечат. Но ние видовме од условно пресметка на неколку десетини или стотина наши граѓани, сега за сега се пријавија овие 28. Се излекуваат, нели, по онаа линија, бидејќи нема друг начин, нема авионски линии од Израел, затворено е небото, не може ни бродски некаков да се прави транспорт. И како оди тоа? Како се излекува? Тоа оди преку од значи до Ейлат. Ейлат е на, нели, вамо границата кон Јордан и Египет, и од таму се пренесуваат преку Египет со превозни средства, нели, сувоземни, до Шарм ел Шејк, каде што е, нели, како туристичка дестинација отворена за авиотранспорт, и од таму со авиони и другите земји, не само Македонија. Ние решивме да го потребиме владиното авионче, нели, да не биде тоа
за политичката елита само туку да биде и за обични граѓани. Исправно. И сега навистина капацитетот на тоа авионче е по 7-8 луѓе. Но доволно е доколку сите сакаат. Овој дел од тие граѓани не беа во првиот момент расположени да одат по овој сувеземен пат и натаму да бидат пренесени со авион, но сите што сакаат, ние стоиме на располагање да ги пренесеме на таков начин. Ако има поголема група, може да се организираат и други чартер летови и така натаму, но ова е единствениот излез и начин сега да бидат пренесени. Така што мислам дека нашата држава и дипломатија и владата во принцип стои зад граѓаните и дека ќе направи се да ги евакуира сите што имаат желба за тоа. Значи сега го положуваме испитот што е добро, меѓутоа прашам, од Иран се јавили луѓе што сакаат да избегаат? И дали има воопшто? Јас претпоставам дека некој можеби има. До сега немаме, иако немаме таму дипломатско конзуларно представништво, но до сега немаме никаква таква дојава дека некои наши граѓани од Иран сакаат да бидат дека сакаат да се евакуираат. Ако се појави таков случај, имаме начин нешто да направиме? Бидејќи токму така имаме проблем, немаме представништво таму, веројатно ќе треба Обединените арапски емирати или некако. Па околните земји кои што се на во заливот, имаме амбасада во Обединените арапски емирати, во Катар, значи имаме таму дипломатско-конзуларни представништва, но во секој случај доколку се појави такво нешто, сепак во контакт и со оние меѓународни дипломатски представништва кои се таму и кои навистина прават нешто за да ги излечат и своите луѓе, ако такво нешто се појави, во комуникација со нив и во комуникација се разбира и со овие земји кај што имаме дипломатско-конзуларни представништва. До сега немаме таква дојава. Разбравме дека постојат некои граѓани кои што се по семејства, значи некои мажени со иранци и така натаму женети, но тоа се ирански семејства веќе, кои едноставно не бегаат од. Ако се појават такви, во секој случај ќе бидеме подготвени да на некој начин им помогнеме да се евакуираат. Да. Ова е добра причина, практично, почитувани гледачи, да им порачаме на сите, иако МНР тоа постојано го прави, навистина нашите граѓани ако не гледаат по некоја случајност, иако МНР велам постојано испраќа и телефонски броеви и се што треба, да се пријават, затоа што навистина ситуацијата може да излезе од контрола. И уште едно прашање од овој аспект. Постојат теоретски шанси овој конфликт да ескалира тотално, евентуално со вклучување на Соединетите американски држави, со Пакистан и така натаму, се разбира тоа се некои теоретски можности кои што црни сценарија во кои што навистина би дошло до еден голем регионален конфликт. Во такви околности дали Македонија има условно кажано подготвен план да излекува наши граѓани и од други земји кои што евентуално би се нашле во таа ситуација? Па не би сакал да шпекулирам во контекст на тоа што ќе се случува. Се разбира, но превентивно би требало да се размислува. Иако имаме вака лоши најави од повеќе страни, но прво се разбира дека нашето залагање како мала земја, фактички на ниво на Обединети нации и мултилатерализмот, иако сме земја и членка на НАТО, кандидат за членство во Европската унија, и би сакале да се постигне што побрзо некакво мировно решение, некаков прекин на огнот. Иако се разбира, стоиме цврсто за тоа дека не треба да има нуклеарна пролиферација на оружје и дека не е во ред Иран надвор од оние напори на Меѓународната агенција за атомска енергија и така натаму се обидува да направи нуклеарно оружје и не го држи под контрола. Ние би сакале тоа да на некој начин да се стави во правниот поредок, во меѓународниот правен поредок и да продолжат разговорите помеѓу Соединетите американски држави и Иран за контролирање на таа нуклеарна програма на што ја има Иран, затоа што навистина таа представува закана. Ние знаеме дека одредени политички пораки кои што се упатуваат од режимот во Иран кон Израел се дека Израел не треба да постои како држава. И тој страв навистина е оправдан кај државата Израел. Од тие причини Израел има право на одбрана, нели? Па дури и на таква превентивна одбрана за која што зборуваат сега, но велам дека мораме да бидеме предпазливи во контекст на, не зборувам ние како држава, туку еве како НАТО, како Европа, како меѓународна заедница, мораме да бидеме предпазливи да не се запалат многу поголеми огнови во тој регион. И од тие причини, еве, слушавме и администрацијата на претседателот
Трамп, што го говореше дека за сега нема да го гаѓаме ајатолахот, нема да го рушиме режимот и така натаму. Но сакам да кажам дека како мала земја не само што треба да бидеме спремни да ги евакуираме нашите граѓани, тоа во секој случај треба да го правиме и ќе биде многу тешко под евентуални околности на голем пожар на Блискиот Исток, но како мала земја треба да придонесеме исто така со своите напори во контекст на залагање, затоа што ние знаеме, сме живееле на Балканот каде што исто така имало војни и единствено мирниот начин на разрешување на конфликтите преку меѓународните организации, преку Обединетите нации, мултилатерализмот треба да биде излез и од оваа криза. Тоа ќе се согласиме, господине Димитровски, проблемот е во, барем јас имам впечаток, е во тоа што меѓународните организации баш и не функционираат во последно време на нивото на задачата, а големите земји, повторно, мое субјективно мислење е дека едноставно не само што не се заинтересирани за смирување на конфликтите, туку како да сакаат и да ги разгорат, што прави уште поголема проблема, конфликтна ситуација во светот. Сега, Македонија, мораме да останеме уште малку во овој дел, потоа ќе одиме на други прашања. Се наоѓаме во специфична ситуација. Во Македонија факт е дека има многобројно муслиманско население, имаме и луѓе со погледи идеолошки такви какви што се, кои што се разбира на Израел гледаат како на апсолутен агресор, значи на земја која што и факт е изврши агресија врз Иран, како што претходно направи врз други земји. Од друга страна, нашите соработници како држава со Израел се одлични, тоа нема дилема. Со Иран или со овие други земји со кои што се пресметува Израел, во најдобар случај сме окей. Нешто соработуваме. Сакам да кажам, од една страна ние го следиме моментот дека ние сме во НАТО, сојузништвото, со Израел добри односи, од друга страна имаме дел од населението кој што и тоа како е огорчено во целава ситуација и од тоа што го прави Израел, и дали тоа може да ја услужни позицијата на македонската влада? Мислам дека нашата позиција не е воопшто полоша од позицијата во која што се многу други европски држави. Се разбира. Затоа што таму има и, ако сакате, многу поголеми, вие видовте она што се случуваше во Газа целиот овој изминат период, дека во многу европски престолнини имаше огромни демонстрации. И напади и се што оди со тоа. Да не зборуваме за антисемитски напади и така натаму. Мислам дека состојбата во Македонија од тој аспект гледано, јас не зборувам дека нормално е дека луѓето имаат сентимент кон страдањата на цивили. И што се однесува до тоа, ние и во нашите пораки, и во меѓународните контакти, во дипломатските пораки, постојано го говориме тоа дека без оглед на правото на Израел на сама одбрана, да речеме, од Хамас, во случајот на Газа, дека клучот е да се обезбеди таму мир за да не страдаат цивили. И дека, но се разбира дека и еврејската страна, односно страната на Израел има секогаш оправдување во контекст дека Хамас, да речеме, ги користи како жив штит цивилното население, што се разбира, вие не можете да го проверите секогаш тоа дали е така, немате моќ да проверите дали е така, но факт е дека таму страдаат десетици илјади цивили и дека прашање е дали тоа може да биде, нели, оправдано секогаш во контекст на колатерална штета. И дека навистина се големи тие жртви, се разбира, значи останува правото на Израел самоодбрана, Хамас и Хезболах се организации кои што се терористички. Во контекст на Иран, исто така, Иран е држава каде што владее еден режим на ајатолахот Хамнеи, кој е едноставно не е во меѓународниот поредок. Држава која што треба да се согласи на принципите на меѓународното право, држава која што се уште во својата доктрина има уништување на државата Израел од лицето на земјата, што само по себе е проблематично. Од тие причини ние порано имавме во Македонија и иранска амбасада, сега таа е затворена, нели? Затворена е таа амбасада, да, така што нашите дипломатски односи со Иран се елементарно ограничени. Зошто ја затвори амбасада иранските? Не сум прашал. Меѓу другото, една од причините е што таа амбасада во минатото, јас колку што имам информација, кој во тоа време не сум бил во дипломатијата, нели, во овој ресор, имам информации дека таа амбасада едноставно била користена за одредени разузнавачки активности. Нешто што не би смеле да го прават. Нешто што не би смеле да го прават и дека потоа е повлечена затоа што
виделе дека едноставно не може да се занимаваат со тоа во земја која што е блиска во тоа време до НАТО, Европската унија, едноставно се со нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави и дека се усогласува со тие политики и дека не можат да виреат доколку го ја шират пропагандата на својот режим, значи која што е прво антисемитска, второ е за исламски фундаменталистички движења кои што се многу блиску до еден тип на спонзорирање на тероризмот во светот и така што сметам дека односи со режимот на Иран многу е тешко да се градат на принципијална основа, да, ако може така да се каже. Уште едно прашање морам. Сега мене ми паѓаат на памет веднаш во моментов, па затоа и ви поставувам прашање. Пред некој месец беше овде министерот за одбрана Владо Миселовски, изборувавме во контекст на конфликтот во Украина, се разбира, тој категорично изјави дека што и да се случи, македонски војници нема теорија да одат тамо, под никакви основи. Сега повторно ова е се во теорија, се разбира. Ако дојде до ситуација во која што НАТО би влегла во тој конфликт од X причини, бидејќи САД можеба сами ќе влезат, може воопшто нема да влезат, можеба ќе се смири, се разбира, меѓутоа да размислуваме, ние сме објективно дел од таа организација во која што имаме и права и обврски. Може да се случи некој да побара од нас на некое ниво нешто да влеземе во целата приказна? Јас не верувам дека некој од Македонија би побарал да влезе во некакви воени активности. Мислите во однос на Иран, така? Да, се разбира. Не на Русија и Украина. Не, затоа што ја споменавте претходно, да. Тоа е така. Освен ако не е променето нешто во меѓувреме, ама не. Мислам дека прво нема да дојде до тоа ако воопшто Соединетите Американски држави одлучат унилатерално да се вмешуваат, не верувам дека НАТО би бил вклучен, иако вие видовте дека голем број од овие европски држави на Г7 апсолутно даваат поддршка на Израел, но мислам дека работата не е дојдена до таму да се бара поддршка од НАТО силите да се вклучат. Не верувам дека ќе дојде до тоа. Второ, не верувам дека Република Македонија може да учествува во некакви, погледайте какви војни се водат денес. Значи војните се на ниво на балистички ракети, хиперсонични ракети, големи крстосувачки бродови, значи крстосувачи во регионот. Овде војници не играат во објективно, дронови. Тука нема воена сила. Ние евентуално нашето учество било каде во светот, досега и било такво, во некакви мировни корпуси. Но тоа е, ако се договори мир, конкретно под Обединетите нации. Тоа е нашата стратегија, онака како што сме биле во Авганистан, какви што сме имале во Авганистан, сега веќе нема тамо присуство, во Ирак, во региони какви што, да речеме, нашите во КФОР силите во Косово, нели? Имаме своји луѓе тамо. Во Алтеа мисијата во Босна и Херцеговина, која што е европска мисија. Значи во таков тип на мировни мисии македонска војска може да учествува сразмерно, нели, со својот капацитет на и можноста на државата, но во агресивни прво немаме ниту капацитет, а второ мислам дека политички е многу тешко да едноставно да се донесе таква одлука. Така. Затоа што сме пред се нација која што е мирољубива, би сакала тоа да бидат мандати кои што се одобрени од Обединетите нации и така натаму. Така, ова се разбира го земаме со целосна резерва за тие што можеби размислуваат во правец што ако дојде до ова, што ако дојде до она, почитувани гледачи, и некој самиот заменик министер го спомнал моментот со Авганистан и со Ирак, тие своевремено беа еден вид елдорадо за некои наши граѓани, особено од Кумановско, кои што се пријавуваат таму, работеа и во приватни компании, заработија многу пари, меѓутоа кога ќе ми текне во каков дел од светот и тоа на каков начин. Тоа не е убав начин на заработка, да ви кажам. Да. Еве, можете да го прашате Стојанче Ангелов, кој што е... Беше таму, да. Кој што беше таму во неколку наврати. Тој со пиратите се бореше, ако не се лажам. Во неколку наврати за меѓународни, нели, организации, безбедносни фирми, во приватни такви аранжмани. Значи не во директна мисија од нашата армија, туку во приватни аранжмани. Со митралез на борд. Апсолутно, така што тоа воопшто не се безопасни мисии. Мислам, секаде постојат силни момчиња кои што сакаат да се пробаат во такво нешто. Тоа е посебна професија, се разбира, но мислам дека таа заработка е крвава заработка. Не само тоа, туку тамо имаме растурени семејства, без оглед што вие можете да заработите некаква сума на пари.
па кога ќе се вратите демек на мир да ги трошите, но ако ви е растурено семејството, ќе ги трошите сами прилично разочаран. Многу тешко е. Добро, влеговме во еден сосема поинаков контекст. Се разбира, да се вратиме на ова што е актуелно кај нас. Денеска во Македонија беше, не знали се уште, данската министерка за европски прашања, господјата Марија Бјере, се сретна со министерот Муртезани и испрати, се разбира, порака која што сме навикнати да ја слушаме. Моментумот за проширување е апсолутно тука, ве молиме, искористете го. Ова што кажува данската министерка е сосема во ред. Проблемот е што сме го слушнале неколку стотици пати од сите можни европски министри, функционери, представници, пратеници и така натаму, меѓутоа секогаш доаѓаме до она ама, односно се бара од Македонија да направи нешто што објективно, освен онаа влада пред неколку години, никој жив не може да го направи. До кога ќе не тапкаат по рамо, еве условно кажам, и ќе ни викаат искористете го моментот, сега е тоа готово, завршуваме работа. Мислам дека таа порака што денеска испрати министерката, данската министерка Бјере, да, тоа е порака стара, фактички, која што ја слушаме со години, но денеска таа беше нели во посета на Македонија, домакини беше министерот за европски прашања, Министерството за надворешни работи не и беше домакин, така што немавме директен контакт ние со неа, но во секој случај јас во изминативе неколку недели, ако можам да кажам, па и месеци, и јас лично и министерот имаме контакти со највисоките официјални личности и кои што доаѓаа во Скопје и во Брисел и во други европски престолнини, и она што можеме да го пренесеме како порака од тие средби е дека комплетно разбирањето на Европската Унија на нашиот проблем превагнува на наша страна во моментот. И тоа е она што ова влада успеа изминативе 10 месеци, затоа што знаеме предходно се одеше со таа максима дека вашата влада го прифатила консензусот од јуни 2022 година и дека вие морате се да спроведете, па потоа да разговараме за што било. Сега, до толку се разбира фактички од страна на многу европски држави, но и на луѓе од самата Европска комисија и на високи официјални личности, ако сакате и на Антонио Кошта, на Урсула фон дер Лајен, на сите, дека мора да има диалог од двете страни, односно две се димензии. Или дека мора нашиот билатерален, дека е во прашање сепак билатерален спор. Без оглед што говори председателот Радев. И за нив тоа не е билатерален. Да, за нив не е, затоа што е европски консензус, но во Европа се сваќа дека тој европски консензус не може да биде аплициран во Македонија на тој начин што е постигнат, туку дека мора да има некаков додаток, некаков апендикс, односно да има некаков амандман. Не зборувам овде за менување на комплетната преговарачка рамка, не зборувам за менување на пакетот документи, но зборувам за изнаоѓање механизам за надминување на можноста за ставање на вето во Европската Унија врз основа на билатерални спорови. И затоа многу јасно добивме пораки, да речеме, од германскиот врв. Јас лично имав средба во Берлин со господинот Киркбаум, кој што е државен министер за европски прашања. Значи, кој што и јавно говореше по тоа на една од конференциите, дека Германија работи на изнаоѓање на механизам како во процесот на преговори да не можат страните да ставаат вето за билатерални прашања. Во што се состои тој механизам? Ми го објасни лично мене и на јавноста во Германија, дека тоа не значи дека ќе се менува Лисабонскиот договор или правото страните да не можат да стават вето и во однос на проширувањето и во однос на други теми, туку во процесот на проширување, доколку некој од страните навистина става вето поради билатерално прашање, билатералното прашање ќе биде изложено пред арбитрерно тело во рамките на Европската Унија да оценат дали е во прашање на вистина Копенхагенски критериум, дали се во прашање човекови права или е во прашање некое барање кое што е ирационално, како во нашиот случај, идентитетско прашање, историско прашање, нешто што нема врска со стандардите и принципите на Европската Унија и така натаму. Значи дека во самиот
фактички во рамките на процесот на проширување и во рамките на преговарачката рамка и така натаму, се што сме подпишале, се што нашата влада за жал подпиша во изминатиот мандат, бидејќи таму има многу скриени мини. Значи не е во прашање. Тоа е клучниот проблем во скриените мини. Да, клучниот проблем во скриените мини. Јас во Софија отворено говорев дека ако ние нашиот пат кон Европската унија се сведе на резултатите од работата на историската комисија, ние ќе патуваме со децении. Затоа што знаеме како работат историските комисии помеѓу Германија, и Полска, Франција, и Полска и така натаму. Таму ме убедува не. Нема бугарската влада да го злоупотребува тоа. А викам каде вели дека нема? Па зошто е таму поставена таа историска комисија, зошто се потпишани протоколите? Дека утре ако снимиме некаков филм за Втората светска војна каде што бугарите ќе бидат обележени како фашисти, ние можеме да добиеме вето. Како што треба да ги опишеме како како администратори. Администратори. Така што овие прашања, значи кој е предлогот на Германија? Предлогот на Германија е дека ако една од страните, земјите членки, употребува вето за билатерално прашање кое што не е принципиелно, дека принципиелноста на билатералното прашање ќе се поставува пред одредено арбитрерно тело кое што ќе оценува и нема да може тоа да го прави. Или ќе биде упатено, или страната ќе биде упатена на суд. Тужете Македонија ако мислите дека има проблем со, да речеме... Но тоа нема врска со преговарачкиот процес. А тоа нема врска со преговарачкиот процес. Ова навистина звучи одлично, морам да признам. Тоа е предлог, идеја која што има многу приврзаници во Европската унија. Тоа сакав да ја прашам следно. Има приврзаници? Има многу приврзаници, огромен број земји, значи речиси неколку само остануваат уште до крај да се убедат, но велам, многу е важно да се издействува тоа да не биде менување на Лисабонскиот договор во смисла на ограничување правото на вето на земјите членки на Европската унија. И втората димензија е тоа што ако вие забележувате во целиот овој период, навистина има сериозен притисок врз бугарската страна. Јас не кријам дека има притисок и врз нашата страна да го отвориме уставот за да влезат и бугарите во него, во преамбулата, но има сериозен притисок и врз бугарска страна навистина да нема никакви понатамошни барања, не само понатамошни барања како што толкуваат бугарите, демек да се остварат и протоколите и се што е запишано, туку да остане единствено влегувањето на бугарите во уставот и заштитата на правата на малцинствата, односно оној акцијски план што Македонија сега го достави до Европската унија и кој што треба да на повисоко ниво да ги заштити сите права на малцинствата кои што се под 20%, зборуваме за помалите етнички заедници, меѓу другото и бугарите ако бидат дел од уставот, од дискриминација, од говор на омраза и така натаму. Па ние немаме проблем со тоа, генерално. Апсолутно и немаме проблем и затоа затоа го доставивме тој документ кој што е заедно работени со експерти од Европската унија, од Европскиот суд за човекови права, од наши експерти, доставено е во Европа, ќе видиме како на тоа ќе реагира бугарската страна, дали ќе го бидејќи тоа треба да го усвои фактички сите земји членки да се согласат околу тој акцијски план. И ако остане на тие два документи и се разбира она ние што го велиме, европските принципи мора да се почитуваат и кај земјите членки и кај кандидатите. И она што го бараме македонците да бидат дел од Националниот совет во Бугарија, за прашања за малцински интегративни прашања, е исто така наше легитимно барање, без оглед што ние не сме страна што може да поставува барање. Во европреговарачкиот процес зборувам сега како кандидатка, но ние зборуваме сега од аспект на тоа Европската унија да си ги штити своите принципи и стандарди и правила. Играме проактивно, што е добро. Морам да се согласам, ова што го кажете ми се чини е многу важно и не знам зашто не му е дадена повеќе гласност во јавноста, особено околу овој германски предлог идеја, бидејќи Германија предлага. Не предлага некоја помала земја, туку Германија која што е исклучително важна и моќна. Министерот за надворешни работи на Германија и министерот за министерот за Европа Кирибам и двајцата се големи познавачи на регионот и поддржувачи на проширувањето. Без оглед што Германија сега има поконзервативна влада во контекст на тоа дека велат дека процесот на проширување нема да тече со таа
со таа динамика, но тие не се само загрижени затоа што Македонија не може да биде проширена. Дека тоа прашање ќе биде, значи прво е многу важно за Украина. Значи прво е многу важно за Украина затоа што има спротивставување од неколку земји, нели, за интеграција на Украина, утре веројатно и Молдавија. Но за секој друг и понатаму, апсолутно, да. Хрватска и Србија утре може да дојдат во слична ситуација, без оглед што Србија е во процес на преговарање. Нашата идеја, со други зборови, не е, затоа што имаме цело време, дајте да влеземе ние во процесов, па потоа ќе го решаваме проблемот. Кој проблем потоа ќе решаваме? Ако ние влеземе во процесот, која е придобивката од тоа? Еве, да речеме сега, Србија и Црна Гора отвориле многу поглавја, сега Црна Гора затвора исто некои поглавја, отвара уште некои до крај, да ги отвори, односно мислам дека се отворени сите, но треба да затвори уште неколку. Албанија треба да отвори исто нови поглавја и така натаму. Добро. Но што правиме во моментот кога токму тие билатерални прашања кои што се нерешливи? Знаете, не станува збор за билатерални барања од типот на ослободете го од затвор градоначалникот кој што беше во Албанија. Значи тоа се веројатно, иако станува збор за право и правда каде што судовите имаат работа, сепак е многу поедноставно за решавање отколку идентитетско прашање. Па вие ако гледате на земјите во регионот, може да бидат поставени десетици, стотици такви билатерални идентитетски прашања. И уште една порака која што еве сега бев на самитот во Софија на процес за соработка Југоисточна Европа на министерскиот самит, претседателката после тоа беше на лидерскиот. Таму представникот од Европската комисија на Каја Калас, советникот, упати порака до земјите членки. Значи до земјите членки кои имаат билатерални спорови со кандидатите, со други зборови и Бугарија е меѓу нив, да гледаат на геополитичкиот интерес, да го имаат предвид геополитичкиот интерес на Европската Унија, а не да заглавуваат во билатерални прашања. Со други зборови, ако го гледаат геополитичкиот интерес, тогаш ќе бидат за проширувањето, ќе го туркаат процесот, а не да поставуваат пречки кои што се од непринципиелен карактер. Ова е важно и позитивни ветришта се дефинитивно. Повторно ќе речам, чудно ми е како јавноста не добива поголема слика за ова што го објаснувате. Комплицирано делува, но во суштина има многу конкретни бенефици доколку се оствари. Меѓутоа тука лежиме до моментот доколку. Зошто? Европската унија е еден деликатен систем, во кој што многу бирократија има, многу преговори, многу разговори, секој треба да се согласи за се и тој што треба утре заутре да го натерате да попушти треба првин да добие еден тон привилегии, обично е така, за да се повлекува. И кога разговараме во некакви временски рамки, ние постојано велевме, колку што сеќавам во преговорите и онаа криза со грците, дека времето не работи за нас, Грција може уште 200 години вака. Сега во случајот со Бугарија, при вакви констелации и геополитички моментум, дали сметате дека времето во суштина работи за нас? Меѓутоа, повторно, ако времето работи за нас наредниве 50 години да треба да чекаме, тоа не ни значи ништо. Вие го слушнавте Ципрас што изјави, дека доколку него донесевме през Панскиот договор, него договоревме, ќе не натерае да ја примиме во НАТО Македонија под ова име. Само неколку години тие ја прекршија спогодбата, нели, времената спогодба фактички, дека не се согласија на прием на Македонија во НАТО под привременото име ФИРОМ, иако беа на тоа обврзани. Ние постојано велиме дека ако не го направиме тоа сега, ќе добиеме потешки услови. Напротив, ова говори нешто друго. Случајот со Ципрас говори нешто друго, дека можела Македонија да стане членка на НАТО веројатно и со непроменето име или под името под привременото име. Да. Бивша Југословенска република Македонија, што беше една спогодба и тогаш, нели, времена спогодба нестрекна подпишана, иако и таа беше нестрекна и глупава. Но велам, никогаш не треба да се размислува во таков тип на констелации. Се разбира, има геополитички прозорец на можности за да станат земјите членки од Западен Балкан членки на Унијата. Но тој геополитички прозорец не значи дека ако сега не станеме и потоа готово ќе се затвори приказната. Затоа што геополитичкиот прозорец се отвара од геополитичката нужност на Европа да се проширува, не на нас да станеме членки.
Значи ние ние сме мала земја, не можеме да сме креатори на големата геополитика. Ја поддржуваме, сакаме да бидеме дел од неа. Први подпишавме дел од безбедносниот протокол со Европската унија. Сакаме да бидеме дел од Европа затоа што не сме ниту предворје, ниту заден двор, туку сме дел од Европа. Така, да. Дел од Европа и нема ние каде да одиме на друго место. И гледаме дека 100% сме усогласени со надворешната безбедносна политика на Европската унија. И тоа го почитуваат од Европа. Се разбира, истовремено сме стратешки партнери на Соединените американски држави и сакаме мирно да се разрешат сите овие проблеми што се безбедност. Сега ако сме околу бугарите, морам да ве прашам. Значи, веројатно во тој цел деликатен процес може да се најде начин во кој што бугарите ќе разберат дека навистина и на нивна штета е оваа блокада што ни ја прават и дека во крајна линија тие ќе имаат добивка ако утре не ослободат од овој притисок што го прават. Меѓутоа, се работи објективно за политика на нашиот источен сосед и тука нема некој што да замерува, тоа е така, која што трае век и половина отприлика, која што е, речиси, генетски предодредена кај нив, и политика која што во даден момент може да претрпи измени во наша корист заради геополитика, заради одредена моќна сила која што ќе ги натера. Меѓутоа, колку е реално од таа страна границата? Ве прашувам затоа што вие имате постојано контакт, се гледате со нив. Колку е реално можно нашиве соседи еднаш када застанат сами со себе да се помират со фактичката состојба и да речат луѓе, дајте се овие да соработуваме, попусто е да ги тераме да бидат бугари. Сега отворено го кажувам, аман зошто се измачуваме? Утре заутре ако развиеме подобри економски односи, подобри културни односи, ако многу повеќе имаме размена на се и се што, ќе се приближиме повторно, па еве ако сакаат романтично да размислуваат, ќе станеме супер добри соседи. Меѓутоа, оваа ирационална ситуација во која што некој го притискаш да направи нешто што не може да го направи, некогаш ќе заврши ли според вас? Па еве, гледате, ние покажуваме и одредени успеси на тоа поле. Ако гледате прво што се случува во Европскиот парламент и извештајот за Македонија. На 24 јуни извештајот, тоа ќе беше следното прашање. Да, но сакам да ви кажам кој е концептот. Бугарите имаат навистина шанса да покажат. Ние видовме во овој изминат период одредени трикови и покрај овие напори да се обезбеди диалог. Тоа ми беше првата димензија која што е на некој начин успеавме да го наметнеме како прашање во Европската унија и да биде буквално не на наша страна, туку на страната на правдата. Затоа што меѓу другото ние како два соседа треба да бидеме во постојан диалог. Но ние не сме во диалог денеска, зошто? Затоа што од една страна гледате какви трикови се прават да се избегнат средби. Значи председателката, нешто што е договорено со претходно дали да оди Радев, па нема да оди Радев, ќе оди Желјасков. Постојано наоѓаат оправдувања. Јас неколку пати се обидувам со моите хомолози заменички од Софија, да се видам во Софија, сега во Тирана, некако се избегнува истото тоа. Значи, од бугарска страна постојано се однесуваат политички аутистично, а од друга страна на притисоците на Европската унија, кои што очигледно имаат притисоци од повеќе земји членки, одговараат дефанзивно со пораката ние ништо друго не бараме од Македонија. Само тоа што е договорено. Вчера тоа го рековме, ние ништо не бараме, освен тоа што го договоривме, во тоа што го договоривме стојат толку многу проблеми. Да, стојат огромен број на, јас велам, мини кои што ќе го минираат буквално целиот преговарачки процес на Македонија. И значи еве шансата. Еве ги шансите за овие два документа за кои што и премиерот говореше, но значи извештајот на Европската комисија, извештајот на Европскиот парламент за напредокот на Македонија и натаму акцијскиот план за правата на малцинствата, да ги поддржат тие документи без никакви идентитетски амандмани. Со други зборови, што покажувате вие ако кажете дека сакаме да кажеме дека оваа нација не е сегашна, нели македонската нација сегашна е, односно не е историска, нема континуитет. Што е глупост пар екселанс, нема такво нешто на светот. Кажете ми, кој е тој народ во светот? Која е таа држава? Тоа го имате само во 19-тиот век. Не постои ниту една држава во светот која што вели дека овој народ не е автентичен, он е сегашен, модерен народ. Значи,
имаше еден обид кај Путин да го направи, нели, тоа со Украина, и гледаме дека тоа предизвика агресија и војна. Не можете вие да ја употребувате реториката дека некој е неавтентичен, неисториски, немодерен и така натаму. Тоа е реторика од едно друго време. Мислам дека во Европа тоа се разбира и дека постојано се притисоците кон Бугарија да го прифатат европскиот наратив. Ништо повеќе од тоа, да. Европскиот наратив е човекови права. Човекови права, да, правата на бугарите во Македонија да бидат заштитени. Јас се согласувам и дека нема никаков проблем во тоа, никој нема да има проблем во Македонија. Секогаш ако има одредени случаи, тие ќе се решаваат, нели, на најтранспарентен начин и така натаму. Да, и потоа го имате господинот од организацијата Ванчо Михајлов, оди во Бугарија и тамо од него прават жртва. Погледайте сега, јас, значи, господинот Љупчо Георгиевски, нели? Да. И дека дури вели дека ќе одам во Страсбур и така натаму да ми ги заштитат моите права, има сосема право, нели, секој има право да бара, дали има право на дали е неговото судење организирано на начин како што треба, дали е политички прогон, дали е прогон на вистина на малцинства. Но без оглед на широкиот, како се вели, широката рамка каде што судот од Страсбур во однос на човековите права пресудува за одредена малцинска заедница или случај дали им се повредени човековите права. Овде, во случајот на господинот Георгиевски, меѓу другото, јас не сум го читал пресудата на судот, не сум ја прочитал точно на што се заснива, но можам само еден елемент да ви кажам, кој што е многу важен. Нема такво нешто, барање на човеково и малцинско право за да го негирам мнозинскиот народ. Апсолутно. Значи човек таму во тој клуб, ако се сеќавате, имало напис од еден цитат од Ванчо Михајлов каде што пишува: македонска нација не постоела и никогаш не постои, тоа се бугари и така натаму. Македонија. Во Македонија. Сега вие да полагате право на човеково право не за заштита на вашиот бугарски идентитет. Туку за негирање на мнозинскиот. Туку јас имам право да го негирам мнозинскиот народ. Абсурд. На крајот на криштата, нели, реторички вие можете се да негирате. Вие можете како граѓанин, ја имам човеково право да ги негирам и американците дека се автентичен народ. Добро, сега имаме луѓе што тврдат дека е рамна плоча земјата, тоа не е спорно. Вие можете тоа да го правите и тоа е еден, нели, говор, демек имате право на слобода на говор. Супер. Слобода на говор, да. Но заштита на колективно право на заедница, што они нека си го негуваат својот идентитет, својот фолклор, нека се повикуваат и на, условно речено, заедничките историски личности, Гоце Делчев и така натаму. Но кога се повикуваат на негатори на македонскиот идентитет, не може да добијат право, значи не може да добијат право на колективна заедница која ќе го, нели, која тоа право го користи едноставно за внесување на раздор и омраза. Практично, дајте ни дозвола да ве малтретираме и со тоа да докажеме дека имаме право. Апсолутно. Кога ние бараме права за македонците во Бугарија, за македонците во Грција, тие не негираат Бугарија. Не бараме права да биде негиран бугарскиот идентитет. Или грчкиот, така е, апсолутно. Туку тие се повикуваат на своите собствени права за заштита на нивниот малцински идентитет, фолклор, што и да е. И тие права се негираат. Но сакав да ја одговорам уште на ова прашање дали кај Бугарија ќе дојде. Значи, одредени либерални кругови во Бугарија веќе имаат став дека македонскиот јазик дека е несфатливо зошто Бугарија го воопшто го доведува во прашање постоењето на македонскиот јазик кога е тој факт. Не само што е признаен, туку на некој начин развиван историски и од времето на постоењето на бугарската држава, формирањето и така натаму. Значи се разликуваат. Но за бугарската држава да го прифати тоа, тука не е важен веќе процесот, нели, на евроинтегрирање на Македонија. Тоа не верувам дека тоа ќе го прифати како доктрина и како да ја промени она доктрина од Сан-Стефанска Бугарија. Тоа е многу тешко да се прифати и во Европа, искрено да ви речам. Јас кога ја објаснувам на што се темелат тие негирање на македонскиот идентитет, тешко е да се разбере и во Европа, но не може да се проголта, барем не од оваа генерација на бугарски политичари, бугарски идеолози и така натаму. И академици. Но што може? Може токму, не само поради геополитичкиот момент, туку и поради
влогот во еднината на Европа и во добрососедството, да се прифатат одредени принципи принципи и вредности кои што важат во Европа. Без оглед дали ќе биде порано или подоцна, ние можеме, искрено да ви речам, нашите предлози се постојано конструктивни и велиме нека се регистрира некој од здруженијата во Бугарија, тоа го прават судовите. Не го прави ни политиката со политички декрети, туку ги регистрираат судовите. Нека бидат регистрирани затоа што тие постојано велат дека тие здруженија не знаат да пополнат апликација. Затоа не се регистрирани. Некои го загрозуваат бугарската безбедност и така натаму, но некои не знаат да пополнат апликација. Ајде, пополнете со европска помош апликацијата нивна и нека бидат регистрирани. Ние ќе направиме чекор да го отвориме уставот, за да бидат бугарите впишани. Но во исто време мора да се договориме дека овие историски идентитетски прашања нема да бидат пречка, дека нема поради работата на историската комисија да ни ставаат вето. И тоа е целиот пакет кој што ние искрено речено го договараме и со Европа. Факт е она што го вели Радев дека имате работа со Европа. Да, ние работиме со Европа и го договараме тоа. А Европа тие реагираат, навистина бугарската страна реагира одбивно и кон европските иницијативи. Видовте како реагира на Марта Кос, која рече сакам да посредувам во диалогот. И за дека и Томас Вајце платеник македонски. Да, дека Томас Вајце платеник и така натаму. Мислам дека полека од бугарска страна се разбираат на некој, сакаат да искористат својата моќна позиција, се разбира како земја членка, но разбираат дека на долг рок дека тоа не може да даде резултати. Од друга страна се разбира, ние сме спремни се што е компромис да прифатиме во контекст на почитување на правата на малцинските заедници во Македонија. Значи трпеливост и дипломатија до резултат. И уште едно прашање во овој контекст, поминува времето многу брзо, морам да забрзам малку. Колку беше тешко, колку е тешко? Вие сте постојано некаде, тешко е човек да ве сретне во Скопје, министерот за надворешни работи па да не разговарам, тој мислам дека и не ни доаѓа во Македонија, толку многу е на патишта. Исто така целата таа наша дипломатска активност е исклучително засилена, ангажирани се сите, меѓутоа колку е тешко во ситуација во која што ние бевме не во дефанзива со години, туку едноставно во една небранета позиција дипломатски, во која што рековме, еве сме, тепајте со голете не, тие сме, подпишуваме, прифаќаме се, сега со стотици, со илјадници разговори, со сите можни активности што мора да се преземат на дипломатски план, да се дојде до моментот кога некои луѓе на некои позиции мокни ќе речат, знаете што, па стварно ова што ви го прават не може. Колку компликувано се направи? Многу е едноставно да кажете дека ние сме мали и неважни и треба да ги почитуваме правилата што ќе ни ги постават оние кои посилните. Денко Малески е идеолог на овој став. Да, таа политика дека во светот владеат интересите на моќните. Добро, тоа не е некоја и тоа не е воопшто никакво ново сознание. Тоа е јасно. Но ако вие, знаете, имате цврсти ставови, нашиот најголем проблем е што немаме унисон став во сите политички елити. И тоа е клучниот проблем, тоа ни се упатува како порака од повеќе пријатели од Европа. Велат, клучниот проблем е што кај вас се уште постојат сили што прво прифатија таков некаков консензус кој што е на штета на македонските национални интереси и второ се уште зборуваат дека тој консензус е правилен и дека е добар, дека само оваа власт која е оваа власт и 80% од македонските граѓани, така? Од македонското население. 4/5. Така што ова е ова е нашиот најголем и најсериозен проблем. Ние видовме една добра и една лоша изјава на господинот Филипчев изминатиот период. Една добра беше упатена кон Бугарија дека сепак треба да каже дека навистина нема да ја злоупотребува својата позиција и да не условува со овие идентитетски прашања на европскиот пат. Тоа беше добра изјава, но лоша беше изјавата во Атина, каде што беше на она прослава на Преспанскиот договор. 7 години од Преспанскиот договор, каде што ги на некој начин обвини македонските власти дека не сака да направат таков компромис и да го тргнат на патот кон Европа. Не гледајќи, иако тоа е контрадикторна позиција, ако пред некој ден сте рекле дека бугарската страна треба да даде на некој начин дополнителни уверувања дека нема да условува, сега да велите дека не, македонската таа е страната што не сака.
Напротив, ние бараме консензус и постојано го говориме тоа и во комуникација со опозицијата сегашна дека треба да бидеме обединети затоа што тоа е единствениот начин на кој што постигнуваме успех надвор. И сега кога вие ќе видите дека цела плејада, не само македонци, тука морам да ги пофалам и нашите коалициони партнери исто од албанските политички партии, дека истата порака ја упатуваат надвор. Не знам за Дуи може би упатува други пораки. Слушаме од натаму, но од вреди, посебно председателот на собранието Гаши, вице-премиерот Меджити, министерот за европски прашања господинот Муртезани, секаде ја упатуваат ова единствена владина порака дека ние бараме начин како да се исклучат билатералните прашања од нашиот европски пат. И таков тип не станува збор за гаранции, станува збор за, како што реков претходно, механизам, а од друга страна и добра волја од бугарска страна дека навистина се во прашање само човековите права. На бугарите во Македонија, на македонците утре во Бугарија и така натаму, дека тоа се европски стандарди. Европски стандард не може да биде да вие барате од вашиот сосед право да го прочитате неговиот учебник, дали се согласува со вашиот историски наратив. И дека тоа да биде услов за да станете членка на Европската Унија. Ние во нашите учебници имаме право на собствен историски наратив. Историската комисија може да се согласи за заеднички чествувања, може и да не се согласи. Зошто мораме да бидеме присилени заеднички да чествуваме некој за кого што имаме различен историски наратив? Така. Гоце Делчев дека е бугарин. Добро. Последно прашање, веројатно за вечерва. Вие не сте ниту во ВМРО ДПМН, се разбира, не сте ни во СДСМ, од сосема друга политичка партија сте. Демократски сојуз. Демократскиот сојуз, се разбира, меѓутоа морам да прашам, се разви една дебата овие 2 дена, откако господинот Филипче беше во Атина, беше обвинет за кодошлук практично, мислам дека и така и беше кажано. Од друга страна, тој испраќа пораки дека во Македонија се развива некаков десничарски авторитаризам, па тоа отиде и уште подалеку. И сега слушаме за врховизам од страна на ВМРО ДПМН. Повторно за вас малку неблагодарно прашање бидејќи не сте во партијата. Меѓутоа повторно влеговме во ситуација кога еден лидер на опозиција, ќе го наречеме Кодош, од друга страна власта се обвинува за авторитаризам и врховизам. После 10 месеци од оваа влада можете да видите било какви, ако може да бидете објективен, иако субјективноста е, се разбира, нашата најголема слабост. Можете да видите било каков облик на авторитаризам. За врховизмот, дури не мора да одговорите, бидејќи навистина безсмислен. Не, мислам дека е патетична таа изјава дека станува збор за врховизам, прво затоа што е многу лошо звучи ако кажете врховисти се знае кои се врховисти историски гледано и дека напротив она што го прави ова раководство на ВМРО ДПМН, па ако сакате и оваа влада, зашто ние сме поддржувачи и како Демократски сојуз, станува збор за одбрана на македонски национални интереси. Врховизам е одбрана на бугарските национални интереси. Зато не гледам како најдобар врховизмот, веројатно си ја ишкале мувата од капата, затоа што врховизам е да ги застапувате бугарските национални интереси во времето на револуционерната борба на историската ВМРО против Отоманската империја. Но се знае што е врховизам. Врховизам е крилото на историското ВМРО кое што е на страната на бугарскиот двор. Но овој наратив се да се го наметнува 30 години, ама сега веќе не, тоа можело на времето кога во ВМРО ДПМН имало кругови. Во моментов не само што ВМРО ДПМН и политичките партии кои што сме дел од коалицијата се обединети, како што реков, обединети се околу тој наратив и политичките партии на албанците, затоа што бранат интерес кој што е државен. Без оглед што тоа го засега мнозинството од македонскиот народ, не и од албанскиот, но тоа е државен интерес затоа што сепак мнозинство во оваа држава се македонци. И фала Богу што е така. А во однос на тоталитаризмот или како реков авторитаризмот, зашто станува збор? Каде го гледа авторитаризмот СДСМ денес? Дали го гледа во медиумите, каде што имаат право на слободно изразување на својата волја? Дали го гледа во парламентот? Дали го гледа во неможност да пристапат до одредени јавни да не може да направат јавни обраќања до јавноста и да бидат разбрани? Имали политички затварања, имали некаков политички прогон? Така е, прогони.
знаете, се обидува после случајот во Кочани да наметнат една приказна дека станува збор за некакво селективно и така натаму, кое што ја таргетира само опозицијата, особено дуи го користеше тоа. А најголем дел се луѓе од блиски до ВМРО ДПМН кои што се под под кривичен прогон. Истрага и под кривичен прогон. Значи, нормално има од сите политички структури. И ова мислите само флоскули во прашање недостаток на идеи? Не, мислам дека опозицијата во Македонија, без оглед што јас мислам за дали избрале лидер како што им доликува или не им доликува, тоа е нивна работа, се разбира. Мислам дека опозицијата после нокаутот минатогодишен се уште не може да го најде вистинскиот наратив како да се спротистави на власт. И не сакам да зборувам сега флоскули, мисла дека треба да бидат конструктивни. И може да бидат и деструктивни. Тоа е политичка реторика, нели? Со голема веројатност нема да бидат во Македонија. Не зборувам за политичка конструктивност. Нека не бидат. Меѓутоа имаше обиди за условно речено национално обединување околу овие прашања. И затоа сметав дека господинот Филипче со давање и на таква изјава меѓу другото претходно дека ќе придонесе во тој контекст. Но сега гледаме дека доаѓа до избори, до сигурно голема политичка битка и дека многу е важно, ги гледаме анкетите дека како стои СДСМ на нив, дека многу е важно да добијат одредени политички поени во тој контекст, но мислам дека на погрешна карта се игра. Ниту некој во Македонија, ниту па некој во Европа мисли дека во Македонија има авторитаризам, напротив, има силна борба против корупцијата, организираниот криминал, има силна посветеност кон менување на состојбите во судството, кои што беа, нели, 3% кредибилитет и така натаму. И мислам дека СДСМ треба да даде подршка на тоа и да рече да, за прв пат, наместо како што беше за болницата во Тетово, Горење или за другите случаи, за прв пат имаме обвинети во случајот на Кочани од сите политички структури. И да дадат подршка, да речат одите до крај со ова. Да, јас се согласувам дека истрагата мора и дополнително можеби треба да трае, да се отворат и за други за кои што има докази. Ако има докази, за сите. Но да не одат на сентиментот, на тој трагичен фактички сентимент кај семејствата кои што ги изгубиле своите најблиски, да играат на картата на добивање некои политички поени кои што мислам дека на крајот ќе се покаже на изборите дека нема да им се реализира таа желба. Можеби е таа одбивност кон конструктивност има поинакви причини. Ќе се земам за право да кажам, господјата Моника Зајкова, председателката на ЛДП, беше пред некоја недела овде и таа искажа волја дека конструктивноста во одредени околности кон одредени политики кои што се од национален интерес, едноставно без разлика дали сте во опозиција, се прашање на здрав дух, на логика, на смисла. Меѓутоа интересно, неколку дена подоцна, не велам дека има врска со мојата емисија и било што, се појавија информации дека има обид на запуч во незината партија и дека таа би можела да биде тргната под обвинение дека не ги поддржува логиките, политиките на либералите. Ќе видиме како ќе се развива тоа. Меѓутоа, сакам да кажам, конструктивноста често пати знае да оди спроти политичките интереси во одредени номенклатури. Зоран Димитровски, заменик министер за надворешни работи и надворешна трговија. Благодарам за вечерашното гостување. Ви благодарам на поканата. Поздрав. Да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, многу интензивен и многу интересен разговор. Морам да признам, дел од овие работи што ги кажа заменик министерот за надворешни работи, јас не ги знаев. Зборувам за деталите околу она што се случува во Европската унија, начинот на кој што се обидуваат во тој деликатен процес да изнедат метод со кој што Македонија навистина ќе добие шанса и за преговори и за завршување на тие преговори, а при тоа Бугарија да не се почувствува ниту навредена, ниту понижена. Јас искрено се надам ќе даде резултат, како и да е. Тоа беше се за вечерва, се за оваа работна недела. Утре во 15 часот е репризното издание, а јас ви закажувам нова следбена со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.